Некогаш најубавите работи се случува тогаш кога најмалку очекувате. Тоа е во ново видео. Добре дојавте во новото видео. Сега туку што се одговори прашањето на сите што ме прашавте на улица кога ново видео денес. Сега. Иако после долго време тоа не треба нас ништо да ни значи. Што ни значи тоа ништо? Времето некој вела дека е релативно. Моето секојдневие е многу слично од порано. Можам да ви покажам што планирам сега да правам. Овој лаптоп малце се демолира. Ја се уште сум Bob the Builder. Се уште пробувам да фикснам некои работи. Тоа ќе го направиме сега. Овој лаптоп има пластична рамка и при отварањето ова распука кошар планина. Тука вака да ја стегнам и да допука цел лаптоп може да се случи, оти многу стега, но би требало да не се случи тоа. Е ова секундарно лепило, што ние ќе го искористиме сега. Не разбирам зошто има слон. Ако залепиш и слоно не мрда. Свативме дека со ова лепило ако го залепиш нема ни слоно да мрдне, тоа значи дека треба да работи. Оп, има игла. Ево претходното секундарно лепило што го испотрошив немаше ваква игла, што е од суштинско значење во вакви случаеви, затоа што пробав да го дупнам тоа лепилото и кога го дупнав тоа лепилото, прсна наеднаш цело затоа што беше под притисок внатре од моите стегања за да го стегнам вака и да го направам да работи. А ова, ете го. Сега не знам дали е паметно да го правам тоа на креветот или тука на маса. Овие денес си ги купив. Не е паметно да си ги извалкам. Уште од старт. Барем еден ден нека бидат во добро здравие. Земаме боцкалото. Иначе дома ми е хаос. Дома ми е тотален хаос. Како што гледате, само ова е нешто ново пристигнато. Иначе има неколку планини во мојот дом. Првата планина е ова. Не знам како да ја крстиме. Кажете како да ја крстиме ова планина. Ова е помала. Во другата соба има уште поголема планина. Хируршки зафат правиме сега. Јас сум толку добар доктор за овие работи што не ми треба асистент. Значи, сега правиме вака. 3 клучни работи. Лепило, дупчето, ова иглата од лепилото и стегата. Значи, прво да ви образложам. Клаваме тука вака. Кој ме бара сега? Се враќаме после рекламите. Еве сме назад. Значи, прво, ова е плано вака да го клам и вака стега. Опа. Сега седнаш го залепив ова, но џаве го залепив, пукна на првото отварање. Затоа што ако е пластика, има смисла поќе да пука. Во овој случај тука е алуминиум и не може да пукни толку. Не може валјда да пукни, пошто е поиздржлив материјал, но како и да е, сега се фаќаме за operation. Не сум сигурен дека ќе успее, но Bob the Builder мора да проба. Ако ми пукни ова во мене, целиот претходниот пат цел се излепив. Еј! Ебе, ова излезе. Јас да боцнам, боцката излезе. Наидуваме на првиот проблем. Ох, и сега како јас ова ќе го изведам? Ајде, некој нека ми објасни. Тоа за боцкање немам да боцнам. Ај, а да не треба да скршам јас? Ако го скршам тука и ќе течи. Сами треба ножица. Со ваква ножица да осеќам. Во нашата операција ќе вклучиме трет алат. Ова е веќе сериозен алат. Ова нема за фрканција. Тука вака го клавам, цак и готово. Ете, сега мора да течи. Пак не течи. Ќе осечим уште малку подлабоко. Да речеме тука. Осеќам сега дека течи. Одма се фаќаме за работа. Опа. Овде треба само вака да крцни малце. Ете го. Овде да крцни. Не крцка. Видете, јас мислам дека сме на добар пат. Можам и да ви покажам. Тука, во темницата, си течеше секундарно и сега чакаме 5-10 минути. Ова е само почетокот на овој влог кој ќе биде повеќе дневен, со многу активности на различни локации и јас ќе ве земам во моја придружба да видите што се мене ми се случува. Ќе ви кажам и што се ми се случило во претходните денови. Вчера требаше да почне овој влог за време на кревање нова гарнитура. Беше многу динамичен процес со моите браќа. Еве ви слика кај што го креват. Подоцна во тој ден исто требаше да почне влогот, но други обврски излегоа, ќе ми го краде точакот. Во последен момент го фативме човекот што сакаше да го краде точакот. Ќе видите во текот на влогот и снимки од тоа. И јас би ви рекол да бапнете еден лайк, иако толку време нема видео. Процедурата е иста. Треба да си клајте лайк, треба да си клајте subscribe и да уживате во видеото. И да пишете коментар. Откако ќе помини постапката на чекање, ќе ги видиме резултатите од мојот изум. Дали Bob the Builder ќе си го задржи својот кредибилитет како недобриот мајстор во градо и пошироко. И ова неделно утро ги слушаме инструментите на природата. Не ми е јасно само што филозофирам кod
Треба да одам за 15 минути со лопата земја да колам. Јас тука нешто кажувам, прибралата, инструментите, пилињата, гулабите. Сега ќе име лопатата што ноти ќе засвири. Овие цели скали вака треба да се рушат. Откако направивме бам-бум под зидоите, по скалите и откако искршивме се, таму процедурата ќе се траи. Таму ќе се крши, ќе се мават чекани, ќе се копа, ќе се прави. Една од следните работи на програмата ни е капење. Така што во текот на видеото ќе имаме со мајка ми на капење, на вуде. Изгледа тој чека, но таму поглам има манато. Со мајка ми ќе одиме на водени лудори. Тоа сакав да кажам. После домашниот одмор малце, време е да се вратиме на местото на настанот, каде што се кршеше и копаше. Само прво сакам да ви ја покажам контрапцијата што ја правев со лаптопот, тие мои изведби. Ова седи вака веќе еден ден, може се залепија за лаптопот овие, не, добро. Тука може да видиме дека има некој напредок. Ова има убаво залепено, исто така тука некој правев мали корекции и сега работи прекрасно. Јас сум спремен, се качвам на точак и одам до куќата. Заборав да ви кажам што ќе се случеше со мојот точак пред некој ден. Односно се случи, но можеше многу полошо да заврши. За малце фалеше да ми го украдат и новиот точак. Мислам, не е нов, го имам со години, ама е тој што континуирано сега си го користам. Во последна секунда го фатив човекот кај што се качва на точакот и почнува да го вози. Ќе видите некои снимки тука додека зборам што се случува кај што го бркам. Значи се каче на точак. Прво јас мислев дека не е крадец, затоа што беше на такво фреквентно место, што мислев дека некој пријател наш прво сака како да го земи точакот. Прво мислев дека е комшија, што му смета па го поместува. После мислев дека е некој пријател што сака да се преправа дека го кради. И во третата фаза, третиот стадиум, јас сваќам дека не е тоа ни комшија, ни пријател, туку е крадец што сака да го кради точакот. Почна да бега, почнав да го бркам, го застанавме, го фативме. Некој нешто од битола, нема да ги кажам локациите кај што го бркав, ама трчав доста долго по него. Човекот беше на секоја можна дрога. Човекот не знаеше кај? Името од Вајси го знаеше. Мислам, тоа не го оправдува тоа што го украде точакот, затоа што беше доволно свесен дека кради точак и беше после тоа доволно свесен да лажи. Само таквата состојба во која се наоѓаат во моментот, знаат да искористат паметно во одредени ситуации. Го бркав, беше доста висок и многу поголем чекор од мен имаше. Го бркав, се дерев, тој се чукаше во некој алати низ пазарот кај што го бркав. Почна низ училиште да ми бега и во одреден момент се појавува брат ми. Кога јас попуштав со моите сили, во тој момент брат ми од нигде никаде се појавува. И брат ми почнува да го брка. И брат ми беше тој што ми поможе да го фатиме. Викнавме полиција, џабе, ништо тоа нема да влие реално, затоа што сите знаеме како неславно завршваат овие работи. А реално е 5 или 6 точак што веќе ми го крадат. Веќе јас не знам, онака, треба да размислам кои се точаци мене ми ги имат украдено. Значи треба попис да си направам, да си израчунам, да си смислам. Сега има многу снимки, може траат 5-6 минути, нема сите да ги покажувам. Најакото од се беше што го прашвам, а ти сам се научи вака да крадеш? Не. Кој те научи му викам вака да крадеш? Никој. Ќе гледате тука снимка. Како се научи да крадеш? Кој те научи да крадеш? Сам се научи? Не крадеш ти, а? Како бе така? Така, ова така се случи, а? Случајно. Се случајно се најде кај точак кој се качи. Не се качи ти? Кој мислиш дека се качи? Другар ти? Ајде се тоа окей. Ама во моментот кога си изваде цигара и на цела работа што се случи, на тоа што тој човек точако ми го крадеше, ме прашува дали имам чакмак. Ова е само порака да си ги пазите точаците, да си возите, да си ги заклучувате и да ви биде мирна глата. Некој ќе речи, добро, нема да го заклучам, е на 1 метро до мене. Точакот не можеше да е поблиску до мене. Не можеше поќе луѓе да има на таја улица. Некогаш ако со години не ви си има случајно да ви украда точак, малце ќе се опуштите, ама
тогаш ќе ви се деси стапица. Битно точако е здрав жив, сега ќе го видите. Некоја можеби и си да се прашувате, нигде те нема, наеднаш се појавуваш, нешто точаци, кршиш, возиш, крада, одиш на водени лудори, нешто. Дечки, јас да ви кажам дека 9 месеци сум јас на факултет. И во тие 9 месеци мене ме нема на картата. Така што сите овие работи што ми се случват се во неколку дена. Одиме сега кај точакот. Да видиме каде се крие точакот. Точакот се крие тука. За малце мојата точаче ќе беше во рацете на Рамија и сигурно ќе го продаваше за 1000 денари. Ајде да го украдеше, на пример. Добро. Ќе го продаде за 1000 денари. Барем да е паметен со овој точак да си го продај. Цела година ќе си се дрогира. Да видиме татко ми дали работи или не работи. Можеме да видиме дека татко ми работи. Сега е време јас да му поможам. Мојата помош се состои од фаќање лопат. 9 месеци книга, 3 месеци мотика. Ваква математика нигде нема. Јас учев за природно математички факултет, ваква математика немаше да направам. Колку сабајли има по врски што заборав да ви кажам. Одам за Скопје, ја земам мајка ми од аеродром и одиме да се забавуваме. Мора да ги видите овие декорации што ги има на колата. Маце! О, салце, гици. Шубоси, Гарфилд. Темна варијанта. Треба хоризонтално да држиш телефонот. Ама како ќе го држиш телефонот? Не се го држи. Па кај снимаш? Треба да приснам. Приснимам, а кај снимаш ти? Мама, не се гледам јас, гледај на екранот што гледам. Треба да свртам. Треба да свртиш. Така? Так. Ова е второто одење во Скопје. Првото одење во Скопје за капење, кога ја земав мајка ми што моментално ме снима, беше неуспешно. Тоа ќе го надокнадиме со капење во Охрид. Недела ќе се капиме во Охрид. Штета што беше затворен Борис Трајковски. Да. А сабот имаме свадба, а денес е петок. Денес што имаме? Денес имаме шетање. Да, гости собирање. Ги собираме гостите од странство. Сакав уште нешто да кажам. Јас ти кажам Ќе си ги правиш ноктите, тоа е за тебе доживување. Да. Кога последно си ги правиш? Пред За матура. Не, тогаш по немаше. Дипломира. Тогаш сама си ги правев, немавме такви физкултури многу за ногти праење. И воопшто не се сеќавам. Ги направив пред 7 години. Да? Пред 7 години, да. Знаеш што повод било тоа за ногти да си направиш? Па, ајде, кај сите турци таму јас реков да пробам, ама... И гледам многу те бендис. Не баш, јас... 7 години че немаш Да, јас сега утврдив дека не сакам многу да ме чепкат во косата во ноктите. А иначе сега, пошто минувавме покрај Стоби, добив идеја дека македонци сме, а немаме одено во тој град, колку што знам јас, тој е стар град, антички град. Стално поминуваме од тука и не сме свртиле да го посетиме. А во петокот дојде до Филкова, во средата. Дојде за вчера. Да, направивме една многу убава посета на манастирот Свети Пантелеймон и таму монасите ни кажаа дека манастирот е од 12 век, нешто преубаво што мислам дека секој македонец треба да го направи. Ама да си отвориш тиен YouTube канал. Ми го превзене каналот, ми го хакира каналот, мајка ми. И бевме и на водно. Јас тој ден заборев да снимам, иако не бевме на капење, требаше да снимам. Тотално заборев да снимам. Бевме на водно, бевме кај крстот и бевме кај Пантелеймон манастирот. Се возевме со жичарата. Се возевме со жичарата. Ау, беше. Денес е ден за свадба, брат ми се жени. Значи дека од сабајле до вечер денес имаме активности. Јас сум ти најдобар камерман. Камерман? Да. Ама осеќам дека ништо не се гледам. Значи можеме сега да ви известиме дека одиме на свадбата на мојот брат. После гостите. Гостите се таму, ние сега. Гостите се таму, ние одиме. Сите сме спремни. Можда го оцените мојот изглед на од 1 до 10. 9,5. 9,5. Ти? Сега одиме. 10,5. 10,5? Да ја земаме невеста. Само за пред камерите мек нешто 9,5. Немек просеко 10. Како ви текна. Значи сега се припремаме да одиме да земиме невеста да рекува. Да? Да. Ма јас не сум јаден. Да ја земиме. Да. Нагладно немојме да ја крениме. Сега да видиме како ќе изгледа вечерот. Да. Или, абе кај снимаш ти?
Да видиме како ќе биде пречеко на гостите. Има гостите нас ќе треба да пречекат. Да видиме како гостите ќе не причекат. Ајде да видиме како гостите ќе не пречекат нас. Да го реформулираме сега. Да. Кажи ми, дали сите свадби вака се Хаотични? хаотични или само нашата? Јас мислам дека сите свадби се вака хаотични. Уште ми е гласат никако? Таман ти е. Не, супер. Да, се поправи од жешкото. Уште да Пуште до топлото. уште топло. Доаѓа на Ибаја дел од свадбата, а јас телефонот не можев да си го најдам и се враќав до ресторанот да си го барам и испадна дека е в кола пропаднат во црна дупка. Невестата вака. Невестата сте му ги купиле чевлите баѓи поголеми. И таму текла, таму текла. Ама тоа сега таму кога не се Чекајте вака, ве молам. За се има решение. И да нема, ќе најдиме заедничко Фрлете уште него динар таму и земете го невеста. Трелуги ме скапавте со. Ајде, уседна. Бебјај. Таман се. Јас уште од 2 сата сум исклучен. Ова е неподносливо. Си се ладиме. Поштувани владници, и прочитам извадоци од законот за брак. Поштувани владници, ова се извадоци од законот за брак. Дали е јасно? Прочите до крај, брат. Не си седнати овде на ова столче? Пред 11 години. Тој ги знае. Нема промени од тоа. Абе, жена ми заборави. Не му да во бари. Ајде, веќе нешите ја подседиш. Сега и секогаш ти во веки вековани. Во мир да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Првиот дел од свадбата помина, сега продолжува вториот дел од свадбата. Име изрека мама, после свадбата пани, така? Не бива. Да. А после свадба дошт? Што значи? Ни врни ојме на капење после свадбата. Еве се Сончево беше го тргнавме да му се снеме. Сончево го тргнавме, а дождливоко... Дури и крем за Стигнавме. сонце купивме како подхитно. Да, по брза постапка си купивме крем за сончење по падот и беше жешко. И сега Мислам дека ќе имаме шанса. Ја чуваш скала да го вратиме? да му вратиме на пола цена.
Мајка ми назад лежи како пациент. Не можам да газам на десната нога. Да. Како ти обна работа? Вчера многу раиваше, денсаше и сега резултатите се видливи. Колата уште ни е нарушена. Ќе си оставиме така до... Нема да одружаме до следната свадба. А за да се капиме не мораше до Охрид дојме, мамо. Можеме надвор, да застанам тука се капиме. Ние стигнавме, сега директива одиме на педалинка. Полетавме, сега уште мајка ми треба да ја совериме. Тука мајка ми ја нема нигде. Чаме пак понапред може ќе ја најдеме. Шубава е плава водата. Со нашето GoPro камерче снимавме, ама ништо не снимивме, кај што обяснеме во водата. Чувме звуци од мајка ми, ама глеј, на 500 метри мајка ми може да не види. Ама кога возевме кај брегот и ја баравме да се качи, не можеше да не види. Сите турбини работат. Ја качивме и мајка ми, но натоваривме магарето. Сите си бегат по дома. Преди овде немаше место, сега нема луѓе. Ама сега е ладно. Сега е ладно. Како личу? Со носот. Нослак? Види вака колку е убаво. Леле, колку е убаво, не можам да одолеам. Не, живи се гледай. Што е убаво, човек? Да иди сонце, онака нормално. Човек, ти не можеш да ја разбереш. Убавината на природата. Да, и тоа чувство кај женските. На сансет. Да. Зато си на Инстаграм санката и клавата. Sunset, sun-kissed, Sun-kissed, feel the sun. sunburn, felt cute. Felt cute, might delete later. Така на видеята да пишам. Might delete. Felt crazy, might delete later. Да му покажеме шо ќе... Во! Ама изсечено е заради тоа што... Не бери. Не, за да може да си буцкаме. И кафето со мајка ми.